Не очекува најкритична година во последните 2 до 3 децении, вели во разговор за Гласот на Америка универзитетскиот професор Абдулменов Беджети. Амбиентот е непредвидлив од многу аспекти, особено како ќе се одвиваат работите со војната во Украина, вели тој. Високите цени на храната и енергенсите, недостатокот на репроматеријали сериозно ќе се одржат на животот на граѓаните. И ланецот на набавка е сосема растуен во смисла на не само енергенси, туку и во смисла на основни прехранбени производи кои што на некој начин ги таргетират и повеќе ги влијаат врз население кое што е во најзагрозено социјално-економски. Беджети додава дека во една ваква ситуација е неопходно да биде дизајниран специјален економски пакет од страна на државата и оти помошта треба да стигне до најзагрозените слоеви од општеството. И ребалансот на буџетот кој што е во постапка предвидува одредени мерки кои што максимално таргетира токму овие слоеви. Дали тоа ќе биде доволно? Сигурно не, затоа што се справуваме со различити проблеми на теренот. Беджети не ја исклучува можноста и за понатамошен раст на цените на храната во земјава. Секако растот на цените продолжува, се тоа ќе зависи, бидејќи сето тоа е пак на основа на очекувања. Значи, ние веќе влеговме во двоцифрена инфлација, и ако тоа не доаѓа до смирување во вториот половина на годината, сигурно дека ќе може да импактира уште повеќе и ќе не погоди уште поинтензивно. Министерката за животна средина на Црна Гора вели дека бројни се последиците на руската воена агресија врз Украина, но и тоа треба да ги мотивира земјите да носат важни одлуки и да инвестираат што повеќе во обновливи извори на енергија и покрај последиците со кои се соочуваат. Да смањуемо нашу енергетску зависност. Да ја намалуваме нашата енергетска зависност, но истовремено да бараме и алтернативни извори на снабдување со храна, како ќе го пребродиме периодот кој е пред нас се прашање за $1.000.000. За жал, се уште не го знаеме епилогот од ситуацијата во Украина и во која мера ќе се одрази на снабдувањето со газ на енергетскиот сектор. Сериозен проблем е што Северна Македонија е увозно зависна земја, како од жито и храна, така и од енергенси. А ова состојба е последните 3 децении, значи од независноста ние немаме еден камен темелник ставен во би рекол енергетските капацитети. И сега што се прават напори на краток рок, не може тоа да се избегнува, односно не може да даде резултати. Сепак професорот не очекува државата да влезе во рецесија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.